Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Сигурно не сте како што треба. Еве минаа 2 недели откочени и мислам дека полека излегуваме од првичниот шок во кој ни беа целосно измешани чувствата. И сега се обидуваме да се справиме со тагата. Да, поминаа 7 дена на жалост. Трнавме на работа. Се фаќаме во костет со секојдневните маки. Почна испрашувањата и тестовите за тромесечие на децата во училиштата или со други зборови се враќаме полека во секојдневието. Но некако се чувствува националната тага. Пред некоја вечер свртев еден круг низ Скопје и некако не ми беше исто тоа Скопје од пред 2 недели. Немаше толку метеж, имаше по некој човек како шета, кафулињата и рестораните беа полупразни, никаде не видов дејчи музика. Едноставно све ми делуваше тажно. Еден познаник кој свири во група ми прииде. Разменивме по некој збор за се што се случува и ми вели: следниот викенд треба да настапуваме на едно место, но некако не можам. Да, знам дека минаа денови на жалост, но јас не можам да се видам себе си како свирам на веселбата. И во право е човекот. Многумина се уште не можеме да се вратиме на себе си. Не можеме да се вратиме во секојдневието, но полека ќе мора. Како велат, времето лечи се. Искрено не верувам во тоа. Мислам дека не лечи, туку едноставно не ги затупува чувствата. Тагата е тука, но е подзакопана. Но и во такви услови мораме да продолжиме да функционираме, да се бориме. Затоа ајде да видиме до каде сме. 5 повредени од пожарот во дискотеката во Кочани се враќаат во Македонија. Станува збор за пациенти кои биле хоспитализирани во Шпанија и Грција. Според протоколите, сите пациенти кои се враќаат од странските центри ќе бидат по 24-часовен мониторинг на скопските клиники, а со одлука на лекарски конзилиум ќе може да бидат пуштени на домашно лекување. За сега планираме да ги прифатиме овие пациенти кои што ќе дојдат низ клиниките. Во меѓувреме ќе видиме, веќе имаме понуди, го кажав тоа вчера, од одредени држави, тие што се потешки пациенти и на кои им треба рехабилитација подолго време, евентуално да престојуваат подолг период, можеби тие што се најкомплицирани за рехабилитација, можеби и надвор од државата, меѓутоа и тука планираме да направиме во внатрешноста некој центар за пациентите на кои што ќе им треба подолга рехабилитација. 4 кои се лекуваат во странство и натаму остануваат во многу тешка состојба, информираше Таравари, но како што рече, состојбата на тешко повредените кои се во странските центри се менува од час во час. 4 пациенти продолжуваат да се во критична состојба, меѓутоа за сега стабилна, меѓутоа да бидеме внимателни во тоа што го кажуваме, вите флуктуираат состојбите, така да ајде да видиме, се уште продолжува 4 пациенти да бидат во многу тешка состојба. Првиот пациент од Македонија, Дарко Стојанов, кој по трагедијата се лекуваше во Белград, вчера се врати во земјава. Имало се котини и опекотини, но по третманот е вратен во добра општа состојба и по кусиот престој на токсикологија, како што налага протоколот, ќе биде пуштен дома. Неговото пристигнување во татковината го сподели со емотивна порака на социјалните мрежи. Тој се заблагодарува на целиот македонски народ за, како што вели, солидарноста, емпатијата и храброста која ја добива. Физичките рани и лузните на телото ќе останат, но веќе нема да крварат и нема да болат. Благодарение на Бога јас бев еден од посрекните кои што се спаси таа траорна ноќ, но огромен дел за жал ја немаа таа среќа. Болката да се изгуби некој во тој пекол ја почувствував и јас. Тоа е рана која никогаш нема да зарасне, раната на душата која ќе крвари во мене до крајот на мојот живот. Во домашните болници се третираат 23 пациенти. Повеќе од 20 се испратени на домашно лекување. За период од 2 недели, здравствените власти очекуваат половина од пациентите кои се на лекување во странски центри да се вратат во Македонија. И не се само овие. Секојдневно сме сведоци дека полека луѓето кои ги испративме по болниците низ Европа се враќаат дома. Па така еве добри вести стигнуваат и од болницата Пирогов во Бугарија. Од таму ни потврдија дека отпуштено е 15-годишно девојче што беше повредено во пожарот. Тоа било примено во болница со тешки изгореници поради што морало да остане на лекување. Значи, во Бугарија на лекување остануваат 14 од жртвите. 8 од нив се во болницата Пирогов, а по 3 во болница во Варна и Пловдив.
Но како што слушаме веќе цела недела, четворица се уште се во тешка состојба. Да се помолиме да издржат и на крајот и тие да се извлечат. Морам тука да кажам дека голема среќа е што во целата оваа несреќа е што од кобната вечер, па се до денеска не сме загубиле ниту еден живот по болниците, ниту дома, ниту во странство. И мислам дека ова треба да се препише на брзата реакција на сите кои таа вечер дадоа се од себе во спасувањето. Минатата недела реков, бројот на жртвите ќе беше многу поголем ако не изреагираа брзо полицијата, пожарникарите и лекарите. И уште не видов некој да им одаде почит на овие херои. Ваква брза реакција, ваква пожртвуваност, ваква организираност не сме виделе во поновата македонска историја. Без разлика што ќе кажат оние политички некрофили, од тоа дека луѓето седеле со скрстени раце и гледале дека горат деца, дека лекарите кријат жртви и слично, овие луѓе дадоа надчовечки напори за да спасат барем еден живот. Таква координација, од гаснење на пожар до пренесување на повредените во болница, распоредување по болници, третман, одредување на критични случаи и пренесување во странство досега не сме видели. Сите овие луѓе заслужуваат да им симнеме капа и да им кажеме благодар. Исто така голема благодарност нели и до сите европски земји кои примија наши пациенти. Еве гледаме да не беа тие, можеби ќе загубевме уште некој пациент поради тоа што нашиот здравствен систем, всушност не само нашиот, туку било кој здравствен систем во било која земја не е опремен сам да се справи со катастрофа волку голема. Значи да се повтора. Сега останува сите заедно да се помолиме и овие четворица кои се уште се борат за живот да ја добијат битката. И воедно да им помогнеме на сите оние кои од оваа трагедија веројатно вечно ќе носат лузни, физички, но и психички. Иако еве полека излегуваат од болница, ќе им треба уште долго време да се вратат во нормален живот. И тоа останува отворено прашање дали некогаш и воопшто ќе можат. Тоа е тоа што се однесува до жртвите и повредените. Да видиме до каде сме со истрагата. Неколку лаптоп компјутери, повеќе мобилни телефони и документи поврзани со бизнисот на собственикот на дискотеката Пулс, Дејан Јованов, се новите докази на полицијата која ги собра откако влезе во неговиот дом, во зилата и во кафулињата што ги поседува. Полицијата изврши претреси во кафе-барот Класик, а се испрашуваат и роднините на Јованов. Тој е осомничен за нелегално управување со дискотеката. Тимови на МВР влегоа и во канцеларијата на државниот пазарен инспекторат во Кочани. Таму инспекторите одзеле компјутер, лаптоп, таблет и документација поврзана со фирмите на газдата Јованов. Полицијата чешла буквално се што поседува собственикот на дискотеката, а се истражуваат и сите институции кои што издавале документи поврзани со работата на ноќниот клуб. Во домот на ДЈ пронајдени и одземени се лаптоп, компјутери, повеќе мобилни уреди, документација и други предмети. Одредени предмети се одземени од возилото и од угостителските објекти, а пронајдена и одземена е финансиската документација. Во полициска станица беа викнати сопругата и ќерката на собственикот на дискотеката. Некои од медиумите објавија дека ќерката ја подигнала фалсификат лиценцата од Министерството за економија. На распит ќе бидат повеќе од 300 сведоци. Допрва ќе се прават вештачења од повеќе области. Според доказите кои што полицијата ги собира од претресите, ќе се вештачи фалсификат лиценцата и подписите, финансиското работење на бизнисите на Јованов, како и елаборатите за објектите што биле издадени. Обвинителскиот тим се засили со уште двајца обвинители. Сега 11 мина истражуваат и даваат наредби за претреси за вештачења и финансиска полиција ќе истражува како работеле фирмите на Јованов, а ќе ги истражува и останатите осомничени. До сега осомничени се 34 луѓе. Во истрагата офатени се 27 луѓе и 3 фирми, а истражни постапки има и против 7 полицајци од Штип и Кочани. Кобниот пожар што се случи на 16 март однесе 59 животи, а повеќе од 200 луѓе се повредени. Значи не само што веќе има 30 осомничени, туку истрагата се проширува. Гледаме ќе се чешла целото работење на газдата на дискотеката, односно сите негови бизниси. И не само неговите бизниси, туку се проверува и работењето на сите, кои од 2012, мислам, биле на ваков или онаков начин врзани со него. И не само што биле врзани, туку и тие што не презеле ништо ова да се спречи. Значи, страгата не се води само што правел сега или во последнава година-две, туку се враќаат назад цели 13-14 години. Морате да признаете дека ваква темелна истрага досега се нема случено во Македонија. Кажувајте што сакаат, нека рикаат оние од СДСМ и Левица колку сакаат, но во историјата на Македонија не сме биле сведоци на толку темелна истрага.
Мислам дека е дури потемелна и од онаа на атентатот на покојниот председател Глигоров. Таа што ја водеше онаа фигурентинката Фрчковски, со кого ќе се позанимавам малку попосле во емисијава. Како што вети премиерот, не остана камен непревртен. Се гони и се истражува секој, без разлика дали од СДСМ, ДУ или ВМРО, дали е или бил на власт, дали е машко или женско. Сега, соочени со ова, СДСМ цела недела го тупи како истрагата се водела селективно и била насочена само кон минатото, само кон поранешни функционери и службеници, додека воопшто не биле опфатени актуелните функционери и службеници, иако ете биле демек на функција дента кога се случила трагедијата. Од што не може да најдат некоја мана. Единствено нешто што бараат е да биде уапсен некој што пред само некој месец бил назначен, без разлика дали е виновен или не. Тешка глупост. Тоа исто како сега да купите некоја кола на старо која е во лоша состојба и почнувате да проверувате што се не и чини, нели за да ја поправите и да ја вратите во првобитната состојба. И додека се занимавате со крупните работи, како моторот, шасијата, кочниците, гумите и слично, ви откаже некој кабелче кој уште не сте стигнале да го проверите, од што целата кола ви е оставена крш и тоа кабелче со искра предизвика да ви изгоре колата. Кого ќе обвинувате? Вие што само што сте зеле или тој што пред вас целосно е уништил? Мислам дека ви е јасно што сакам да кажам. Минатата епизода ви кажав дека целта на СДСМ, левица и на оние политички некрофили кои ги потикнуваат протестите е само да се колективизира вината, па така да се докаже дека сите се исти, па така да се исперат од својата вина за тоа што оставија зад себе пустош после 7-годишно владење. Па уште замислете, СДСМ и ДУИ бараат истрагата за ужасната трагедија во Кочани да се префали на собраниски терен, деки не биле задоволни како тоа го правели стражните органи. Велат дека работеле по налог на владата и Мицковски и затоа преку неутрален терен, како парламент, бараат да се лоцира вистинската одговорност за случајот. Партијата на Ахмети ДУИ одат понатаму дека да се формира посебно тело кое ќе доставува во парламентот, а за тоа и ќе барале меѓународно присуство. Па немојте ви се молам. Главниот обвинител, па и сите останати обвинители, па и судиите кои сега ќе треба да судат, сите се бирани и поставувани во времето на СДСМ и ДУИ. Знаеме од кое тефтерче. Што сега? Самите не им верувате на луѓето што самите ги поставивте? Смешно, нели? И второ, зарем на вистина некој во оваа држава верува дека со формирање на некаква си анкетна комисија во собрание ќе добиеме потемелна истрага? Не. Целта е повторно да се политизира случајот. Целта е и СДСМ и ДУИ да добијат некаква платформа од каде ќе викаат и ќе рикаат дека сите се исти. Ништо повеќе. Или да ги прашам, што не бараа бе вакви анкетни комисии за модуларната болница, за ласкарци или за Беса Транс? Хајде да направиме една мала споредба како се одвиваат тие истраги во споредба со оваа. Два случаи, две огромни трагедии, два обвинителски тима, две истраги, еден во Кочани, друг во Тетово. Делуваат исто, но се сосема различни по обемот и ефикасноста. За пожарот во дискотеката Пул само по 10 дена во притвор се 34 осомничени, собрани се илјадници документи, ке се повикуваат 300 сведоци. Пред неполни 4 години по пожарот во модуларната болница, со месеци се чекаше кој воопшто ќе седне на обвинителна клупа. За Кочани истрагата се врати со години наназад, кој во целиот период дозволил магазин за лесна индустрија со лажен документ, така наречен проект, да стигне да биде дискотека која ќе примаше 150 гости. Во однос на Тетово, случајот за тендерската документација и набавката на модуларните болници се уште е во предистражна фаза. За случајот со Кочанското кабаре, веднаш знаеме дека причината е пиротехниката. За модуларната чекавме долг период за да се утврди дека причината за пожарот бил само еден обичен проложен кабел. Кочани и 34 осомничени допрва ќе патуваат на суд, додека за Тетово има една пресуда само за тројца која падна на апелација. Голема разлика има и во однос на власта кон случаите тогаш и сега. И сите знаеме дека државата не градеше со одобренија за градба, статики, локацијски услови како што се градат сите болници. Овде имаме времени модуларни контењери и за нив имате премопродавање, немате употребна дозвола. Што треба, сите да се посипаме со пепел или со бензин да се запалиме? Треба да има таму што ќе го држува објектот. Секаде има согласно стандардите луѓе кои што ги одржуваат. Најпрво мора да има кривична одговорност за сите до еден инволвирани. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија,
од која професија и така натаму до последниот. Очекувајте, кога станува збор за одговорност, дека нема да има милост. Ке мора да има одговорност со име и презиме. Не е само споредбата со Тетово. Во очите на граѓаните целосно фалични беа истрагите за автобуските несреќи кај Ласкарци и таа во Бугарија со автобусот на Бесатранс, во кој загинаа 60 луѓе. Како и истрагата за Тетово, така и овие две завршија површно. За главни виновници беа посочени шоферите. За Дурмот Турс има пресуда, односно возачот доби највисока казна од 14 години затвор. Роднините на загинатите велат дека се жртви на неправедниот систем, се сомневаат дека пролонгирањето кое настана со супервештачењето било со цел заштита на обвинетите. Интересно е што најблага казна доби газдата на Дурмот Турс, фирмата која во контролите на инспекциите по Кочани пак се најде меѓу компаниите кај кои имало неправилности. Слично, површна беше истрагата за автобуската несреќа во Бугарија. Блиските на 45 жртви уште ја чекаат правдата во Македонија и од бугарските судови. Ниту таа истрага не ги одговори сите прашања во јавноста. Најскандалозно беше што опожарениот автобус немал извод од лиценца, но сепак 135 пати ја поминал државната граница. Се префрлуваше вината од МВР во Царинската управа, во Државниот инспекторат за транспорт. Казнети беа двајца цариници кои ги пропуштале автобусите на Бесатранс, но не се истражи кој потпишал фалсификувана лиценца и зошто толку долго се замежувало додека автобусот проаѓал на границата без одветни законски документи. За разлика од сите овие случаи, за Кочанската дискотека истрагата се врати 15 години наназад, од лажниот проект до тоа кој потпишувал фалсификувани лиценци и давал дозволи без да се провери состојбата на објектот. Значи исто, ама не исто. Иако причините за сите овие несреќи е речиси идентична, системската корупција во случаите за модуларна, Ласкарци и Бесатранс се заврши на Кабел и двајца шофери, додека за Кочани само досега се осомничени над 30 на луѓе. Собрани се ете илјадници документи ке се сослушуваат над 300 сведоци. Затоа немојте, ви се молам да кажувате дека овој случај ќе заврши исто како и претходните. Обвинителството барем засега покажа дека се освести. И сега останува да видиме дали судството ќе се покаже на ниво на задачата или повторно ќе се сведе на долговлекување, вечни и контроверзни вештачења, чудни пресуди кои ќе паѓаат на апелација и слично. Извршната власт, односно полицијата, го направи максимумот. Нема камен што не се преврти. За среќа ете и обвинителството го следеше истиот принцип, така што сега да видиме што ќе направи судството. Кое мора да имаме во предвид е во очајна состојба и речиси целото е под контрола на СДСМ и ДУИ. Како реков, исто, ама не исто. И не е само начинот на кој се води истрагата, туку и промените кои се случуваат овие десетина дена. Реакцијата на оваа власт по трагедијата е речиси целосно различна од било која реакција на било која власт досега. Згради, дуќани, ресторани, дискотеки, училишта, градинки, царина, претреси, илјадници камиони и возила, градежници, архитекти. Од игла до локомотива, нема каде не влегоа и не исчешлаа документи. Во погон е ставена цела армија од инспектори од сите сфери на нивото на цела држава. Од пазарна инспекција, инспектори за градежништво, финансиска полиција, па се до дирекција за заштита и спасување. Сите заедно со нивните упади по објекти и институции му прават ристарт на системот за да се искорени корупцијата на ова ниво. Државен систем што одамна му требаше ремонт. И не се само инспекторите, тука ете почне и проверка на законите за угостителска дејност, заштита и спасување, инспекцијски надзор, локална самоуправа, јавен ред и мир. Инспекторите на терен веќе се соочуваат со гнилотидата во сите институции. Например, еве и царината ги засука ракавите. За 7 дена направени се 8000 контроли на лиценци за вршење јавен превоз, сертификати на возачи, како и дозволи за превоз кои треба да ги поседуваат камионите и автобусите. 69 камиони се вратени назад поради утврдени неправилности. Царината поднела и 3 кривични пријави до обвинителството заради фалсификувани лиценци. Изминативи денови владата направи преку 100 вонредни надзори при времена забрана заработија повеќе од 10 кафулиња и клубови. Инспекторите утврдија дека 15 фирми од вкупно 23 кои што имале лиценца не исполнуваат минимални услови. И градежните инспектори ставија неколку стотици фирми без лиценци. Исто така и заедницата на единиците за локална самоуправа направи инспекцијски контроли низ сите објекти од јавен карактер низ државата.
Детално се проверуваат училишта, градинки, спортски сали, домови на култура и сите места каде што секојдневно се сопираат групи на луѓе. Се проверуваат и медицински центри, спортски игралишта и сали, дали ги исполнуваат стандардите. Инспекторите проверуваат дали во објектите има противпожарна опрема, хидранти, електричните инсталации дали се безбедни, дали се поседуваат сите потребни документи и слично. Во делот на градежно работење направени се над 3100 контроли. 479 фирми во градежништвото ќе останат без лиценца. Знаете што правеле? Додека да ја добијат лиценцата ги исполнувале сите услови за бројот на архитекти, инженери, проектанти, но потоа дел од нив биле одјавувани, односно се заминувале од фирмите. А има и случаи каде ист човек е пријавуван како ангажиран во повеќе компании. Меѓу нив има и такви кои во изминатите години ете добивале милионски тендери за изградба и проектирање на јавни објекти. Меѓу оние кои останаа без лиценца, например, е и Тор Индустрис на Дрин Ахмети, внукот на лидерот на Дуј Али Ахмети. Без лиценца за објекти од прва категорија ќе остане и Универзал Балкан, која работеше на реконструкција на Универзалната сала, која исто се запали. Други објекти на кои работеле се Турски театар, реконструкција на Карил. Одземена и лиценца на Вија инженеринг од Вевчани, на поранешниот градоначалник Цветомир Угриновски, кој е роднински поврзан со пратеникот Крсто Муковски. Сето ова за само 10 дена. Да ве прашам, дали вакво нешто имаше после пожарот во модуларната болница или после несреќата во Ласкарци или во Бугарија? Дали и тогаш се проверуваше дали сите болници, амбуланти, ординации ги исполнуваат сите услови? Дали после автобуските несреќи се направи проверка на сите автобуси, сите фирми за превоз, таксисти и слично? Дали се проверуваа лиценци, дозволи, техничка исправност? Не. И не само тоа. Туку еве Дурмотурс, нели фирмата чиј автобус излета кај Ласкарци, не само што продолжила да си работи, туку и сега во последниве контроли пак е најдена неправилност кај нив. Проблемот со кој се соочуваме сега е што да се прави. Утврдено е дека ова е системска корупција, која како коров растела и цутела цели 30 години е навлезена во секоја пора во општеството. Ако се затворат сите и се казнат, ќе имаме целосен крах на цели сектори кои ќе доведат до нова пред се економска криза. Еве, например, во угостителство, каде се констатирани неправилности кај дури 80% од објектите. Ако се затворат сите, прво, илјадници луѓе ќе останат без работа, па после се друго. Затоа власта еве што предлага. Владата се уште размислува кога да воведе мораториум за објектите кои не ги исполнуваат условите за работа. Идејата е да им се остави простор да ги отстранат пропустите, а по истекот на тој рок да влезе инспекција и да провери дали е се во ред. За сега не се знае колку време овој мораториум ќе трае. Откако рече дека 70 до 80% од исконтролираните објекти не работат согласно прописите, сега премиерот Мицкоски вели дека ќе им биде даден одреден временски период да ги отстранат неправилностите. Суштината е, сите оние кои што доставиле документи, а не ги исполнуваат, согласно водениот инспекцијски надзор од Државниот пазарен инспекторат, да ги исполнат услови. Па тие нема секако да работат во тој период, туку тој период ќе го искористат за да ги отстранат недостатоците. Затоа што ова не може да се претвори во преки суд, затоа што нешто што е 3 децении и повеќе погрешно направено, ние за 9 месеци се обидуваме да го канализираме и да го ставиме во ред. Меѓу оние кои не биле изградени согласно законите или не работеле според прописите, нема само гостителски објекти, туку и јавни објекти како градинки, училишта, пензионерски домови. Им оставиме и на собствениците на тие стопански објекти време, за да можат тоа да го исправат. Инаку, како за ваша информација, тука не станува збор само и за приватни објекти, тука има и државни објекти. Така што и државата ќе треба да има одреден период со кој што тие објекти кои што изминативе повеќе од 3 децении биле градени или да кажам крадени, треба да ги исправиме ние како влада и ќе го направиме. И ако трае мораториум од 3 години нема да работи например некој точно, колку е доволно, колку е потребно за да се направат тие измени, толку ќе трае. Но можам да ви кажам дејностите од предшколска возраст преку пензионерски домови, преку училишта и така натаму и така натаму. Со други зборови, кога се граделе или реновирале, во суштина се краделе.
Досега инспекцијските служби извршиле 116 вонредни надзори врз угостителските објекти во Македонија. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши информира дека биле изречени 10 привремени забрани за работа. Дури 15 од 23 објекти кои поседуваат легални лиценци за дискотека, кабаре, ноќен бар не ги исполнувале условите. На 6 им била истечена лиценцата и работеле на диво. Инспекторите изрекле и 60 глоби. Министерството за економија во моментов работи на измени на Законот за угостителска дејност, со кои ќе се овозможи проверка на исполнувањето на минимум техничките услови за работа пред давање на лиценцата. Контролата задолжително ќе ја врши Државниот пазарен инспекторат. Новите измени предвидуваат и забрана за работа по одземање на лиценците, ако се утврди дека оние кои ги поседуваат не работат согласно законите. Глобите за прекршителите драстично ќе се зголемат. Кратко и јасно, еве ви одреден рок сите да си го средат дворот после тој рок, кој ќе биде фатен како повторно мешаво матно и не ги исполнува сите услови, одма клjuč на врата и огромна казна. Елегантно, но уште поважно ефикасно решение. Но и покрај се ова што е направено, повторно има такви на кои не им се верува. На некои не им се верува, други пак веројатно се платени да не веруваат. Тоа се тие оние кои молчат со години, посебно кога СДСМ и ДУИ се на власт, а сега како печурки никнуваат на секаде. Па ете така некоја си платформа на граѓански организации за борба против корупција прашува како само за една недела се проверија сите угостителски објекти, градинки, школи, компании за градба, проектирање, урбанистички планирање, транспортен сектор и се сомневаат колку навистина тие биле провенувани. Минатата недела беа направени проверки во повеќе дејности во угостителски објекти. Поголем дел имаа недостатоци и беа санкционирани со забрани, одземени лиценци или казни. Кај компаниите од областа на градба, проектирање и урбанистичко планирање, дел од лиценците беа одземени поради неправилности во транспортниот сектор, мал дел од контролираните субјекти покажаа проблеми. Локалната самоуправа потврди дека училиштата и градинките се безбедни, но кога ќе се погледне брзината со која се направија сите овие проверки, се представува прашањето колку навистина се проверуваше и дали тоа беше длабински темелно. Ете праша од платформата против корупција. Па уште и вела дека со случајот со лиценцирање во угостителството испаѓа дека наместо да се казнат тие што ги почитувале правилата, требало да им се даде време да се прилагодат и тоа значело да поминат неказнато. Абе нема нешто што може да се превземе, овие и сличните на нив да бидат задоволни. Сушно знаам јас што ќе ги задоволи. Да се врати СДСМ на власт, нели? Тоа е за нив решението. Па немојте да ви се мола. И да се само тие. Кога тие ги пакуваат коферите, ние ја полниме улицата. Кога тие заминуваат на одмор, ние доаѓаме пред собрание. Вака преку социјалните мрежи, граѓанското движење Кој е следен ги повика граѓаните да учествуваат на Народното собрание, кој ќе се одржи на 29 март пред Македонското собрание. Од иницијативата побараа граѓаните да си понесат столче и гласно да зборуваат за своите барања. Студентката Ана Велјановска од граѓанското движење Кој е следен во студио 10 на телевизија 24 објасни дека на собирот ќе ги истакнат своите барања поврзани со транспарентноста, одговорноста и безбедноста. Конкретно ние ги имаме поделено во два сегменти. Првото е транспарентност и одговорност, второто е безбедност. Значи, кога збориме сега тука за транспарентност и одговорност, ние сакаме сите належни институции кои што ќе се види дека имаат било каква одговорност, да имаат кривична или политичка казна и да одговорност, така законот да. А кога збориме за безбедност, тука сметаме дека треба да се направи инспекторат во кој што ќе се покажуваат сите инспекции кои што се направени во изминатите месеци. Од граѓанското движење порача и дека собирите се наменети за сите граѓани, но не и за политичките партии. Инаку иницијативата Кој е следен почна со протести по случајот со младата студентка Фросина Кулакова од Неготино, која беше прегазена на пешачки премин во Скопје. Пред неколку денови по трагедијата во Кочани, иницијативата организираше и протестен марш на кој побараа правда, системски промени и поголема безбедност. И покрај тоа што уште минатата недела ви објаснив, и не само јас, туку и другите медиуми и експерти, интелектуалци, но и граѓаните на социјалните мрежи. И тоа со конкретни примери, како постојат политички некрофили, кои се обидуваат да злоупотребат смртта на 59 луѓе и безобразно да газат врз телата на пеплосани деца, тие бре не се откажуваат.
Нема цена која не се подготвени да ја платат само за да истераат својата агенда. Искрен да бидам, не сакав повторно да се занимавам со нив, но очигледно мора. Прво сакам да кажам дека по тоа кого гледам, кој се е вклучен во оваа гадна злоупотреба, морам да констатирам дека изгледа гнилоста е наследна особина. Нема да ви ги пуштам сликите и видеата на двајцата млади луѓе, синови на двајца екс-министри од кој едниот и екс-премиер, од чиста причина што сметам дека до некаде и не се виновни за тоа како се воспитани и не се тие виновни за, како да наречам, гревовите на нивните татковци. Но тоа што морам да кажам е дека ако сакаат да покажат дека се различни од своите татковци, тогаш пред било што да превземат, треба достоинствено да излезат и да кажат едно големо извини. Да се извинат и оградат од тоа што нивните родители го правеле, да кажат дека тоа било погрешно, дека они не се како нив. Децата, реков, нема да ги спомнувам ни со име и презиме и нема да го пуштам јавно нивниот резил. Тоа е нешто со кое самите ќе треба да се соочат. Но ќе потсетам на тоа што правеле нивните татковци. Едниот, знаете, екс-премиерот и екс-министер за одбрана Владо Бучковски. Човекот кој беше осуден со правосилна пресуда за корупција во однос на набавката на тенковските делови за армијата. Иако имаше пресуда и одредена затворска казна, не одлежа ниту еден ден зад решетки. По години и години од долговлекување, некако успеа преку корумпираниот судски систем да се извлече. И да е само тоа. Не знам дали ги памтите настаните од Струга во 2004 година, кога стружани бесни поради територијалната поделба протестираа и кој уште толку збесна поради тоа што Бучковски како министер им се појави да ги убедува како тоа било добро за нив, тоа што општината Струга и се додаваат други населени места, претежно со албанско население, со што Струга практично стана општина во кај македонците станаа малцинство. За да го спасат Бучковски од гневот на граѓаните, неговите сопартици од СДСМ која водеа владата ги пуштија пендреците на најсилно. Да не биде дека еве само јас измислувам и ламентирам, ќе ве пренесам пораката на Коста кој лично бил сведок. Не те познавам лично, а би сакал да те сретнам за да ти покажам една лузна од пендрек што веројатно ќе ја носам дур сум жив. Да ти кажам како пржеше солзавецот со кој не изнапи татко ти кога не ги сесна специјалците во Струга. Да ти кажам како моите другарки и другари, Васко, Ѓоко, Милчо, Маца, Дарко, Илјо, Маријан, Иван, Гоце, јадеа шок бомби, гумени куршуми и пендреци, токму во обид да се спротистават на систем кој го протежираше и управуваше татко ти и кој е постулат на кој почива и денешниот дефектен систем против кој сите имаме што да кажеме. Речи си бев на твој години кога таткото и сличните на него не замолкнуваа со страшни методи и средства. Колку што видов вам никој не ве спречи во изразувањето на револтот, напиша Коста. Немам што да додам, тоа е тоа за Бучковски. Додека за Фрчковски, ако почнам да ве подсетувам, ќе ми треба цела една епизода да објаснувам за неговото мешетарење во политиката и штетата која овој човек ја има предизвикано на Македонија. Само ќе го споменам атентатот на сега веќе покојниот председател Киро Глигоров и неговата улога во сето тоа. Замалку да ти убијат председател, а ти да не чувствуваш грам вина за тоа. И со години потоа да тераш политика и да бидеш на разни функции, не да немаш никаков образ, туку ѓон да беше ќе се скинеше. Еве што за овој лик напиша самиот Глигоров во својата книга Македонија е се што имаме. Имаше, тоа прв пат ќе го кажам, еден навистина незамислив обид преку грчките специјални служби да се влие и врз мене. И тоа на извонредно груп начин, да ја прифатам грчката солуција, да направам нешто за да се откажам од името Македонија. Еден ден министерот за внатрешни работи Фрчковски ми предложи да примам некои соработници од службата за да ми известат лично за нешто од нивната работа. Ги примив, а тие ми кажаа дека имале некоја средба со нивни колеги од Грција, дека тие официјално им рекле да ми пренесат лично мене, дека доколку попуштам околу името, готови се да ми префрлат на која банка сакам во светот $1.000.000, напиша Глигоров. И сега синот на едниот човек кој е осуден за корупција и на другиот кој бил посредник на ваков чин за подкуп на председател, да излегуваат и да ни кажуваат дека тие се борци против корупцијата или дека се борци за правда, е навистина дегутантно, гадно и незамисливо. И да се само тие се врвот на сантата. Па ете едниот протест во Скопје го заврши девојче кој е било вработено во Сорос, а логистичка поддршка на ова движење во кое следен е дечко кој самиот призна дека злоупотребувал европски пари преку оној проектот, ако го памтите, со кој требаше да тренираат магариња. Реков и ќе повторам,
Трагедијата во Кочани, освен што на виделина извади целата системска корупција, на виделина го извади сето она труло во нашето општество кое со години не цица и уништува. Тоа се луѓе кои газат врз трупови за да ги остварат своите цели. Еве повторно да не бидам дека јас измислам, погледнете сами како истите овие ликови се обидоа да злоупотребат една друга трагедија пред неколку месеци. Не е важна жртвата, важна е агендата. Не можам веќе да молчам. Сестрата на трагично загинатата Фросина Кулакова реши јавно да проговори за иницијативата која следен, зошто како што вели била крајно огорчена и вознемирана што нивното семејство се злоупотребува за нечии политички цели. Росица Кулакова во објавата на социјалните мрежи вели дека оние кои на протестите биле во првите редови вистински бараат правда, но проблемот го лоцира во поединци кои сакаат да профитираат врз трагедии. На денот кога ја погребувавме Фросина, додека ние бевме избезумени од болка и тага, се одржаа првите протести. Ние, нејзините најблиски, немавме поим што се случува во надворешниот свет. Болката ни ги затвори очите и ушите. Тогаш, од еден искрен, спонтан и народен крик на болка, се појави нешто друго. Некој со болен ум, со туја трагедија, реши да си прави профит. Така во јавноста се појави иницијативата која е следен. Веќе на вторите протести се почувствува дека нешто не е во ред. Протестот веќе не беше на народот, имаше јасен организатор, агенда, насока. Росица вели дека првиот собир за незината сестра бил спонтан, но веќе на вториот забележала дека нешто не е во ред, веќе не бил на народот, туку имал јасен организатор, агенда, насока. Присуствував на еден состанок, последен за мене, зашто немав повеќе сила. Таму меѓу зборовите и молкот јасно ми беше ставено до знаење дека Фросина не е важна. Нашата болка не е важна. Важна е агендата, а жртвата е само инструмент. Не можам веќе да молчам, не можам да гледам како нашата трагедија, а денес и трагедијата на уште многу семејства со слична судбина на нашето, се користи, извртува, злоупотребува. Од едно семејство денес станавме стотици и сите сме ранливи, сите полесни за манипулација. Фејсбук објавата на Росица на социјалните мрежи ја споделија многумина, меѓу кои нејзиниот татко Тодор. Тој во објавата вели дека било пробиено и дното и дека како семејство секогаш најостро ќе реагираат кога некој ќе се обиде да ја искористи нивната тага и смртта на Фросина, а додава и дека ќе бараат начин како институционално виновниците да одговараат за вакви злодела. Инаку иницијативата која следен уште во деновите на жалост ги организираше првите собери и за трагедијата во Кочани, а на социјалните мрежи исплива и видео во кое се договараа и следните активности заедно со српска инструкторка. На моменти не смеја размислуваа како да ги поврзат двете трагедии, па на крајот заклучија дека и Фросина и дел од загинатите во пожарот во Пулс биле студенти и дека тоа треба да биде иницијална каписла за формирање на студентски пленуми кој на крајот пропадна. И не е само сестра и на Фросина, слична реакција имаше и таткој. Тој вели дека кој е следене продолжение на бедата на она што со години го живееме и расторениот систем на вредности. Политички глодари, политички некрофили, дното е пробиено. Како семејство секогаш најостро ќе реагираме кога некој ќе се обиде да ја искористи нашата тага и смрт на детето Ангел Фросинче. Исто и ќе бараме начин како институционално да си превземат одговорност и да одговараат за вакви злодела, манипулации, напиша Тодор Кулаков, таткото на загинатата Фросина, на Фејсбук. Зарем треба нешто од на ова да додадам? Всушност треба. Морам да кажам дека навистина ми е веќе прекуглава. Кој тоа побого е против протести? Кој тоа го замолчува народот? Ја не знам каде сите што предупредуваме за злоупотреба на граѓанската тага на закочени, веднаш ни се препишува припадност на партија. И јас како и сите, впрочем како и семејството на Фросина, ете сакаме одговорност и правда. И да, деца живи ни изгореа поради корупција, тоа ужасно боли. Но тоа што е жално, тоа од што ми се креваат цревата во утробата е што во овој крик, во оваа солза, во овие детски пеплосани тела, некои нелуѓе гледаат шанса да си ги вратат позициите и привилегиите што ги имаат до пред 9 месеци. Јаваат на тагата и гневот. Зарем искрено некој верува дека не постои злоупотреба на граѓански собери или протести, како сакате наречете ги? Истите луѓе кои 7 години збор не кажа, а со прст не мрдна, сега кога е одеднаш СДСМ и Сорос не се на власт, се освестија дека имаме корупција. Каде беа досега? Или досега немаше корупција? Зарем солзите на семејството од модуларната, Ласкарци и Бесатранс помалку вредат? Тие луѓе не изгореа од истата корупција и криминал. Каде е правдата за нив? Колку од овие шарениви или левиве тогаш излегува на протести?
Еве, само некој ден пред да се случи закочени, нели дознавме за аферата за набавка на мазутот. Абе, стоките ни ги труеле децата. Како бе тогаш никој од овие исти ликови немаа порив да го кренат гласот? Лицемерието е страшно, гадно, трагично, колку и самите несреќи. Токму затоа ни се случува ова. Разочарувањето од шареното, нема правда, нема мир, едно од најголемите причини што состојбата во последните 7 години ги помина сите граници. И директна последица од тоа е кочани. Никој од нас нема ништо против протести, но како дел од истиот спин и манипулација дека некој сака да го замолчи граѓанинот, така сега обвинуваа дека ете сме против народот. Не, народот може и треба громогласно да каже што мисли. Ама народот, со големи букви. Критиките не се однесуваат на тој напатен народ, туку на лицемерието на тие што сега, во оваа трагедија, видоа шанса да се воскреснат во некоја нова шарена, црвена или не знам каква револуција. Истите ликови, сето шуто и рогато, што би рекол Заев, молчат кога СДСМ владее, а рикаат бесно било кој друг да е на власт. Народот ги прочита и затоа сегашниот нивни обид е ефтина лакрдија. Велам, првата шарена беше трагедија, оваа ќе биде комедија. Всушност имам идеја и како да се спасиме од нив. Да ги пуштиме дека протестираат колку сакаат, нека палат, нека кршат, нека тепаат и нека повредуваат полицајци. Ама после, одма лисици на рацете, исто како оние од 27 април, нека ги осудат за тероризам и нека им дадат по едно 200 години затворска казна. Може би тогаш нели ќе се освестат. Ама не, тие повторно ќе се кријат зад невини жртви. И тука мислам дека е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме на самиот крај од оваа епизода. Мислам дека во делот пред рекламите опативме голем дел од тоа што се случи изминатава седмица во однос на трагедијата во Кочани. Но некако ми остана нешто да ми лежи на душата, нешто кое го прочитав и мислам дека треба да го споделам со вас. Станува збор за еден текст што го прочитав на социјалните мрежи, а кој се однесува на Кочани. Искрено не знам кој е авторот, ако се препознае нека ми јави, па како што е редот следната епизода ќе го именувам. Насловот на текстот е за вистинските херои од Кочани, познати и непознати. Иде вака, цитирам. За мајката на која пукна водењакот кога дозна дека сопругот и почина и се породи 2 дена подоцна. За шоферите на брза помош од кој едниот заврши на кардиологија, а другиот во Јасеново. За полицајците кои ваделе своји повредени колеги и деца починати на повредени колеги. За полицајците кои во болницата миеле повредени, менувале инфузии и превезувале. За командирот на пожарната во Кочани кој е во болница. За дечките од Црвениот крст пред Сетија од Кочани. За матичните лекари и медицинските сестри од Кочанско и Виничко. За доброволните пожарникари од Кочани кои од джеб даваат пари за да имаат гориво за возилата и нивна регистрација, како и плаќаат данот на државата за увоз на противпожарни камиони. За кочанските таксисти кои биле ударна сила при транспортот до Кочанската болница на многу повредени за жал починати. За цивилите кои со сопствени возила однеле повредени директно во Скопје. За детето од Македонска Каменица кој извлекло неколку преживеани лица кои сведочат како биле спасени. За Филип, Андреа, Марко, Никола, Давор, Илија, Петар, Игор, Мирче, Давид, Борис и недоброените други дечки кои од дома дошле и извлекле многу лица ризикувајќи си ги своите животи кои сега се по болници. За родителите кои го загубија второто свое дете откако пред неколку години во странство им беше убиена ќерката. За родителите на чии раце пред болницата на клупа им починаа деца. За докторите, докторките, медицинските сестри, кои сопствените деца ги примили и виделе кобната вечер и кои за жал се лечат во странство и се уште во тешка ситуација. За ќерката на обвинителот која се бори за живот. За неколкуте дечки кои скршиле зид од гипс и ослободиле простор меѓу ходникот и излезната врата, потек со кој се спасиле многумина. Значи има уште многу бројни, знајни и незнајни херои на дело, а не нарекла, кажала и желни за лајки повеќе од медиумско внимание, или пак други и никаде не споменати. Затоа не долевајте сол на раната, особено не на нереални и преувеличени работи во момент на тага, која е огромна, а истата тага може и да премине во револт. Затворен цитат. Токму така, треба да им се заблагодариме на сите оние познати и непознати херои кои во ова време, невреме, покажаа дека и во оваа наша мала земја сепак има големи херои. И со ова ја завршувам оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.